срцето на гостиварското новосело, среде тишината на планината и песната на ветерот, со години живееше скромно и честно семејство. Во старата куќа, со малку имот, но со многу љубов и сплотеност, Маринко, неговата сопруга и нивните две возрасни деца, Андреј и сестра му Јуле, го минувале секојдневието борејќи се со животот секој на свој начин. Живееле од социјална помош и од скромната пензија на Маринко. И токму кога мислеле дека тешкотиите се веќе дел од секојдневието со кое некако се справуваат, судбината им зададе уште еден удар. Еден февруарски ден кога Андреј, седејќи сам дома, забележал чуден чад од таванот. Во само неколку минути скромната семејна куќа ја проголтале пламените јазици. Кога отидовме да го снимиме, семејството се уште беше во шок и неверување. Во 12 часот. 18 февруари. Јас бев излез, мајка ми, татко ми беа полекари. Ја бев сам дома. Само имам 2 коња, една крава. Бев да и нахранам стоката. И кога се вратив назад дома, не гореше ништо. Значи, влегов, ставив во куњата, имаме шпоред, дрва и да ставам дрва овде. Запалив една цигара и ставив ногите да се топнам во ренглата. За едно 10-15 минути сетив дека е само мирис ба имат и почна да паја саѓи и излегов, отворив вратички имаше од чатијата, го отворив, гореше само од овде до овде. Покривот. Почнав да гаснам со кофи, колку што можев да гаснам. Почнавме да гаснеме со комшите, ми помогна мене. Ама не можам вас ника да ја заборавам. Ова што ја видов од кога се вратив дека све изгорено и дека немаме ништо. Му се јавив на татко ми и реков нешто горите. Толку можев да кажам. Можеш и да изгориш, Андреа. Фала му на Господ. Не го познав кога го видов брат ми, не знам што имаше, дали имаше нешто облечено, може некој му дал нешто. Јас се јавив од Скопје, пожарната ми рече дека Госпожо, обавестени сме во близина пожарната и... Па можда ќе помогнев, човек се живи во надеја, како да речем, како се изразам. Ја мислам дека нешто ќе сториме сега. Па ја мислам тоа е најбитно што беше дене. Со дено може да се бори секако. Што сте сите на број? Да. Можеше да биде уште полошо. Ама не можам вас ника да ја заборавам за тоа. Која слика? Ова што ја видов од кога се вратив дека све изгорено и дека немаме ништо. Какви се плановите? Имате ли веќе осмислено што ќе правите, кој ќе биде првиот чекор? Па има се води некоја работа, како да сум, да се почне, да се комплетира тоа сега, како ќе најпред од општинава и да види со мајстори, со едно, со друго, како ќе таа работа. Не знаете? Не знаете па не колку знаеме, средства до сега се собрани, а колку ви се потребни за да се доведе до таа состојба во која што била претходно куќата? Па, ја колку што разбирам, сигурно 20.000 евра би коштало, ако не и повеќе, затоа што скапо е се, скапотија е, не се воѓа ништо. Тогаш се појави нешто посилно од пламенот – човечноста. Преку емисијата Срце на дланка, нашиот хума народ, компаниите и поединци од цела Македонија и пошироко подадоа рака. Донациите започнаа да пристигнуваат, а семејството Трифуновски повторно почувствува дека не се сами. Со првата донација започна изградбата на нивниот нов дом, темели на надеж и нов почеток. Од кога се емитуваше емисијава Срце на дланка, сме благодарни, почна многу работи да оди сметката нагоре, имаше прилив на сметката, имаме пари за мајстори, преку фирми исто имаме прилив на пари, преку луѓе што можеле колку можеле приватно да пуштат.
И изградена е куќата до Аран Капија. Гледате дека е социдана и покриена до покрив. За колку време? Кога почнавте да ја градите? За околу 23 дена. Тоа беше и веднаш Изградено откако ве снимавме. од снимањето, да. Одма е почнато да се гради и добро одеше, состојбата беше добра. Од фирми имавме што ни помогна. Дали се уште има донации? Има донации, после емисијата добро ме само оди убав прелив на пари. Струјата, електрик, водата и прозорите. После од кој ќе се намести тоа, треба и зидовите, материја треба во куќата. Од како вие бевте тука како се снима емисијата Срце на Дланка, па самите можете да видите дека многу е изработено, се е сработено ново, иззидани зидовите, кровот е ставен, дојдено е до една димензија, сега више со струјата ќе имаме работа, да се постави струјата, вода, прозорци, врати, тие работи, значи ќе има уште да се работи. Многу сме задоволни. Ако не беа тие донатори, немаше тоа ништо да биде. Беше како што и самите бевте во првото снимање и видовте како беше куќата. Сега е више во друга димензија. Се надевавте ли, верувавте ли дека ќе успеете повторно да кренете куќа? Не верував, да ви кажам најискрено, пошто финансиски не сме во можност да го направиме тоа, али фала Богу се јавија добри луѓе, ни помогна, и во срце сум заблагодарен. Ако не беа тие луѓе, немаше ништо да се стори. Задоволна сум од сите што сум имале досега поддршка, благодарна сум на сите што ја гледале емисијава, што се јавиле, што не прашале, што ни донирале. Благодарна сум секако и понатаму ќе бидеме благодарни и ние и моето семејство. Има добри луѓе, добри организации кои што стварно помагаат и многу од тоа што не можеш да замислиш дека може да ти помогне еден човек. Цеја нова куќа ќе биде. Сега ќе биде побава. Така. Денес повторно сме со нив, зашто пристигна уште еден значаен елемент – прозорците. Благодарение на нашите хумани пријатели Леон и Слагјана Василевски од Гостивар, семејството доби прозорци, символ на светлина, воздух и надеж за утрешнината. Дождот секогаш значи берика. Денес сме во Ново село, во Гостивар. Пред 5 месеци, на 17 февруари, страшен пожар ја изгоре куќата и до пепел ја буквално сотре куќата на семејството Трифуновски. Денес семејството прозорците веќе од утре ќе почне да се малтерисува, да се ставаат олуци, да се ставаат гипс табли и конечно за краток период да се види завршниот дел од реновирањето на поплосаниот дом. Затоа денес дојдовме тука да видиме како одат тековните работи. Добар ден. Добар ден. Вие сте во работна акција. Да. Се работи во вашата стара нова куќа. Да. Дојдоа прозорците, стигнаа прозорците. Да, стигнаа. Стигна, ке се заблагодариме на господинот Леон и Слагјана Василевски. Многу се благодаруваме. Тие беа навистина многу хумани и ете донираа прозорци, донираа и многу други работи и верувам дека наскоро се ќе биде како што треба. Денес имате и мајстори, семејството прозорците. Да, може да видиме. Можеме, слободно. Овој период од последниот пат кога бевме до сега што правевте? Се набавуваше претпоставуван материјал. Се набавуваше материјал, гипсени табли, како се кажа, шиниве. И така. Добре. И тоа се донаци. Значи, откако отиде вашата историја во Срце на Дланка, можам да забележам дека се променија многу работите. Имаше многу хумани луѓе кои што донира. Да, све од тие хумани луѓе што се направи овако, што дојде нов објект, се благодарение на хумани луѓе, на хуманите луѓе. Од Трио Стакло дојдоа и зема мерки за прозорците. Да. Ова се денеска ги поставуваат, не знам да отварам да не направам некоја белја. Па и ја не знам да се дојдам.
Ова е сега поставен пред кратко време. Ќе видиме сега и во другите соби ќе се поставуваат прозорците и велат кога ќе се стават прозорци веќе куќата е пола завршена, барем така се смета. Така е. Се заличува Ќе заличи на нешто. Иако после ќе треба и малтерисување. Добро, ќе си дај тоа се по Да, свој. и гипс табло. Гипс табли на се затвори. Така. Можеме да видиме како работат месторите. Повелете. А и мајсторот ни е донација. И мајсторот ви е донација? Да, и тој ни донира. А како, од каде ве виде? Кој ве препорача? Вратите влезни ни ги постави тој. Е него ги постави. Влезните врати ги постави исто мајсторот. Истиот мајстор, да. И сега и ни донират работна рака ми. Да, од негова страна. И вратите ни ги донираше за местење. Вратите Надворешната и долната исто. И долната, така. После ќе треба и собни врати. Имаме и тие се нарачани, само сега поради ова прозори. Прво да се заврши се, па на крај вратите. Да. Тие ќе бидат. Така и ни рекол дека треба да одите. Шлагот на тортата. Како оди работата? Добро, фала Богу. Добро оди. Монтиравме 2 прозори моментално. И ве вториот е при крај. Брзо се монтираат. Кога си ја знаете работа. Да се служат фамилија. Ви благодарам, ми кажаа дека бесплатно им го правите ова, затоа што ги снајде несреќа. Излегоа дури јавно на телевизија да го кажат својот проблем и на вакви луѓе кои што се навистина загрузени треба да им се помогне. Треба сите граѓани што имат можност нека пружат рака, нека помогат, ништо нема да му изначат. Ви благодарам многу. Ви благодарам што не се гледа тука боја, нација, туку сите сме едно кога, нели, хуманоста во прашање. Да, уште малку има работа? Да, уште малку. Потоа се стават стаклата? Да. Тоа на крај, откако ќе стегне. Како е после планот, откако ќе се стават прозорците? Треба да се прави фасада и брцок да се стави и поред. Или плочки, или ламинат, што е поред, за да на крај да се стават и собни врати. Ни донираат и тоа. И ги замолам сите граѓани што имат потреба да помагат, нека идат тука во Ново село, нека помагат. Ништо нема да му значат. Вие ги знаевте претходно ни? Не ги знаев. Значи вие ги дознавте? Да, према нашиот соработник Трио Стакло, Леон, према него, тој ги додира на овој прозори и од него го познаваме. Ние сега ќе се трудиме и ние колку што можеме да помагаме. Така. Нема уште многу работа, но нема ни малку, но сепак треба помош. Треба помош. Што повише, подобро. Колку сме посложни, повеќе ќе успееме. Треба. Околу 2-3 недели, ако се работи секој ден, ќе се заврши. Може и побрзо. Да. Само да се најдат тие хумани луѓе што сакаат да помогнат. А што треба конкретно? Какви мајстори ни требаат? Фасада да се прави фасада. Фасада и малтерисувањето. Малтерисување, да. И мајстори што ќе ги стават гипс таблите на крај. Материјалите се тука, мислам, и видам. Ови за гипс табли, некои хумани луѓе, тие ги има додирано. Сега само кој ќе го гледа овој емисија, некој мајстор што е фасадер, што го знае, што е хуман, што има големо срце, да помага да дојде тука со некои луѓе, 2-3 работници, за еден ден, тој одмah го заврши. Како што го завршам јас мојата работа и тој ќе го заврши. Да. За еден, 2-3 дена, колку му е потреба. Вие вашиот дел за колку време ќе го завршите? За еден ден јас. Не, ни еден ден, 3-4 сата имаме тука работа и завршиме. А фасадери треба еден ден да се прави, тоа да се малтериса, после да се стави една недела да се суши и после да се стави јабри. Така е редот. Сега ги замолам сите хумани луѓе што имат могушност, нека го прават, а и фамилијата.
Ќе биде благодарна. А секако и ние правиме добри дела. Фала му на Бога што можеме. Да. Што нема могучност да помагаме. Дај Боже и сите други да прават, да му помогна и неговите лица да се осмејат за убаво. Ние сме во моментот во Гостивар како познат хуманитарец господинот Леон, кој што е и наш соработник и хуманист во проектот веќе неколку години. Дали е единствен или имате сознание дека има и други хумани луѓе? Има. Знам јас. Знам јас дека има хумани луѓе, али некои луѓе не сакат да го покажат тоа. Некои луѓе го прават тоа и така и треба. Тајно да се прави тоа. Само Господ да го знае таа работа и од него да ги зема пофалбите и добрите дела. Госпоѓа Вилета, дојде и денот кога се монтираат прозорците, ги чекавме, но ги дочекавме. Ги чекавме, ги дочекавме. И многу среќно, многу добар мајстор имаме што помагат, донација за местајне. Леон многу пребише донираше, многу сме му заблагодарни. Цел живот. Фала му многу. Ќе му бидете благодарни сиот Цел живот. Зошто ве наплевуваат емоции? Имавте... Зашто така сум болна и не можам да... Имавте тешка... Душата ми е таква. Тешка судбина, ви изгоре дома, додека вие Да. бевте на лекар. Да, куќава гореше. Ќе Ја не знам ништо се десило, не имало овдека, селаните помогнале многу. Благодарни сме им на сите. Црковниот одбор ни помогна, ни собра пари, ни донира гипсабли, све ни помогна многу. Сите селани. Сите од селото, Да, црквата. сите од градов, од Германија Дејан ни донираше врати 4, ни пушти пари по како се вика банкана. И со тие пари дадовме 4 врати. Сега уште да ги наместат, кој ќе ги мести, ќе видиме. Ќе се најде и за тоа, Ќе се верувам. најде. До сега се беше успешно. Многу добро оди. Да. Малку почекавме, ама добро е. Па и беше и студено И снего, и дождо, и све. Сега нагло затопли, па верувам дека ќе... Да. Сега, еве, пошто прозорите се наместија, мислам дека чуди да најдеме мајстори сега за малтерија. Па Господ личен. Како Господ не е никој. Така. Има и многу добри хумани луѓе. На сметка пуштаат пари, добро е. Сами ова никогаш немаше да може да го направите. Никогаш. Со 18.000 пензија никогаш. Тоа не стигнува ни за сметки, ни за храна, а камо ли да правиш За лекој тебе никна бевне на лекар, 300 евра му отидо само за лекој и за прегледи. Не беше арен се споболе. И јас сум све со лекој, детево. Не сме добри со здравието, иче. Ја иче можам, не можам на нозе да седам. Да, како ви кажат, каде што е најтенко, таму се кина. Малу се замори сега. Ми е тешко, зашто одам горе кај кравата, одам таму кај школото, овде чисти, таму чисти. Толку, Се уште сте во школото. Благодарение на селаните, ме прибра, добро ми е таму. А каде во школото? Горе таму кај црквата. Таму сте сместени, Да. Црквниот одбор ме сместија и селани ме помогна. Да не сте, што сте били на улица, додека Не. прави куќава? Тоа има Господ. Тука сум до црквата и ако се пожелам, Господ имате. Бери цатверцин. Откако ќе се наместат прозорците, доаѓаат мајстори што Мајстори за малтерија. Олуци треба да се стават? Да, и оджаците не се направени, требелим да се стават. И ни ми ги чекаме уште. Па ќе дојдат. Здравје Боже. И тие ќе дојдат. Да. Со секое Полека све. доаѓање на мајсторите, вие имате посебна енергија, зашто знаете дека... Не знам денес како се наоѓам. Среќна сте? Не знам. Јас забележувам среќа. Не верувам дека се случува во нашава куќа.
Да, се случува. Куќа беше и та куќа, ама ова е сега стварно куќа. Да, тогаш беше скромен дом, што го правевте со Мене ми беше убаво. 38 години живеев во таа куќа. И со свекрва, и со баба, и со деца смо и гледала и со него. Мене ми беше убаво. Сега вистина беше стара, ама јас си навикнав. Ова ми е сега чудна куќа. Нова куќа ми е како во друго село да сум. Ке се навикнете за многу кратко Комшиите време. ми се добри, ме почитуваат, ме сакаат, ме ценат. До сега не сум се скарала со никого, со сите си живеам, сите ме поштуваат, сите ме сакаат. Тоа се гледаше и по помошта, што сите селани... Да, сите, и селани ме помагаат. Сите. Ти кажав, црковниот одбор ми помогна многу. Еве ми го донира гипсабли, ми донира ламинат. Некој донирал, ама тие ми помагаат. Тие бараат све. Тие бараат И пари ми собра. 1600 евра, така беше? Секоја помош е добра дојдена во вашиот Да, случај. да, секоја помош. Да, верувам дека за кратко време, можеби до крајот на месецов, ќе биде комплетно се. Не знам, зависи до мајсторите. Да, бидејќи е сега сезона, има многу работа, дали ќе Треба бидат да се слободни? купи се материјал, треба да се купи цимент, треба да вар, треба Се си све. треба. Се важно гипсаблите тука сад. Да, Прозорите најважни бија. Денеска сум пресретна. Кога има прозор, затворено е од сите страни. да. Друго е. Компактно е се. Како ќе се чувствувате? Можете да помислите кога Не ќе се знам. вселите? Првата вечер кога ќе преспиете во куќава? Пресреќа. Ова не можам да поверувам. И сега мислам дека сум во друга куќа. Не верувам дека е нашата. Ова да се направи за толку кратко време, за 27 дена се направила. Но работеа мајсторите во дожд, во снег, во дожд. Многу работеа. Да. Тогаш беше студен Да, период. многу. А Очигледно- тој сонник си зна. Све тој. Да, очигледно сте биле многу добри луѓе штом толку многу ви помогнаа. Па сега сум помагала, нигде не сум оставила да не помогнам. Ја работам со млечни производи. Еве и сега го работам тоа. Без тоа не можам да седам. И ако не можам, ама морам да се движам. Морам да работам. Да им помогнам на децата што да правам. Детето ми е многу вредно. Многу сака да работи. Андре, Да, многу. ве прашав Еве го дојдов. Шума е. Добар е. Да, еве Вреден има е многу многу. среќа. Домаќин голем е. Браво. И Јуле ми е добра, и девојчето. И Аз, многу добро, се таа грижи. си работи. О, стопати ми се јави денеска. Вика, мамо, дојдат, ќе дојдат. Пречекајте ги ува да им, она да им. Да. Послужи ги. Од утре започнува втората етапа од изградбата. Ке се малтерисува, ке се поставува електрична инсталација, олуци, а потоа следува мебелот и конечно вселувањето. Но патот не е лесен, ниту завршен. Затоа упатуваме искрен апел, се уште има време и потреба да помогнеме. Секој што може и сака, нека се приклучи. Без разлика дали е финансиска помош, градежен материјал, мебел или услуга, се значи. Колку побрзо се заокружи изградбата, толку побрзо семејството Трифуновски ќе го добие она што го изгуби – својот дом. Хуманоста не знае за граници. Таа се мери со срце, а токму вие сте тие што постојано го покажуваат тоа. Срце на дланка. Ви ја раскажавме трогателната животна сторија за младите херои Антонио и Димитар од Гостивар, две ведри детски души кои покрај тешкиот живот не престануваат да сонуваат. Заедно со нивната самохрана мајка Наташа, која се соочува со сериозна болест, живеат во скромни услови, но со огромно срце и уште поголема надеж. Сопругот излив на мозокот, инфаркт. И почина, остана довица самохран родител. Јас сум и мајка, и татко, и маш, и жена, све сум во куќава. Да ми одобрија да земам семена пензија, 13-14 илјади, дечки додаток да се земам по 1000 денари, 1000-2000.
Таа добила страшна диагноза – рак со метастази на црниот дроб и мускулите. Наташа секоја борба ја води сама, но најстрашната ја води тивко со солзи кога никој не гледа. Летоска. Ти вака нешто градата, гледам вака како груче нешто. Се одам кај матична овде гостивар Иванка. И викаат, Наташа, ова не е добро, викаат. Како што гледам, викаат, имаш грудка. Ти е карцином рак. Тато на операција, 3 дена ме прави операција, лежев и цела града ми изваја. И сега почнав. Со хемотерапија, апшиња да пијам. Деца се сакаат се. Фудбал, тренинг, храна, а јас понекогаш немам ни за леп. Со солзи вели оваа тажна мајка. Тони помали од 10 години, викаат, сакам точак. А ја викам, качена да му 8.000, 9.000 нов точак. Деца си барат, ама не можам да имам без топка ми барат, а таа е 50 евра на топка, оригинал. Викаат да ми купиш оригинал топка. Другар му негов имал топка од 1500 денари, а немам од 200 денари топка да му купам. А сакате ли некаде да ве запише мајка ви? Да, во пролетер. Дека немат пари. Не стигнуваат да не запише. Сакате и топка фудбал? Да. Или купуваме они од 350 и играме. Се пукаат за 5-6 дена. Да. Ми вика, ти си најдобра мајка, ама немаш пари. Имаат еден човек, така Чичко Зоре се викат, и му кам Чичко Зоре, денеска немам јадење. Биче ми даат 1000 денари, да пазарам, кога взимам пензија му ги врачам. Здравието ми отиде на добар пола човек. Да постанам фудбалер и да имам топка, оригинална. Топлината на нивната приказна не остави никого рамнодушен. Веднаш по емисијата се активираа хумани граѓани и организации. Хуманитарната организација Дава секојдневно носи топол оброк за семејството, а насмевките на децата станаа уште посветли благодарение на новата спортска облека и реквизити за фудбал. Фудбалскиот клуб Пролетер исто така ги отвори своите врати. Тренерите им понудија можност на Антонио и Димитар да тренираат со тимот и да чекорат по патот до исполнување на нивниот најголем сон – да станат познати фудбалери. Веднаш штом дознавме за семејството Новаковски и за желбата на малите Антонио и Димитар да тренираат фудбал и еден ден да станат познати фудбалери, а при тоа да немаат финансиски можности, клубот едногласно одлучи да им ги отвори вратите. За нас фудбалот не е само спорт, туку и начин да се даде надеж, особено на оние што најмногу ја заслужуваат. Им обезбедивме комплетна спортска опрема и веќе неколку пати дојдоа на тренинг, видовме искрена радост и голема желба кај нив. И тоа е доволна мотивација за сите нас во стручниот штаб да дадеме се од себе. Не само да ги научиме на вештините на фудбалот, туку и да им помогнеме да го остварат својот сон. Знаеме дека и честопати изостанувале од училиште поради недостиг на храна, па затоа ќе се потрудиме и во тој сегмент да им бидеме поддршка. Ќе разговараме со нив како со своји деца, со татковска грижа, за да ги поттикнеме да останат на вистинскиот пат, и во спортот, и во образованието. Фудбалот може да биде шанса за подобри дни, и ние ќе се бориме таа шанса да им ја дадеме. Но иако срцата им се исполнети со надеж, нивниот дом се уште не е место каде што секое дете треба да расте. Мајката Наташа, иако силна и борбена, ја спречува болеста да работи и да обезбеди попристоен живот за своите деца. Во нивниот дом не достигаат основни услови, немаат купатило, децата се бањаат кај роднини, немаат детска соба, нови прозорци, ниту функционален мебел. Прозори ми треба овде дуваат, во другава соба дуваат. Купатилото нема цевки, презатно не е функционален тоалетот, бољеро ми прегоре, децава се бањаат кај баба му, дедо му од грата, му кај му трениру, кај свекова ми се крвами. Детска соба имате ли? Да, ама нема таму шпоред.
Овде спием, овде само имаш поред. Овде е топло, убаво. Овде нема прозор. Да, со онакво, со церадич. Започнати се и првите градежни работи во нивната куќа, реновирање на купатилото, поставување нов бољар, вода, замена за прозорци и, ако дозволат средствата, нов мебел. Сето тоа за да можат децата да растат со достоинство, да не чувствуваат дека се различни, да имаат свој дом во кој ќе владее топлина, сигурност и љубов. Но приказната не завршува тука. Помошта е се уште потребна. Затоа, како и секогаш, ви се обраќаме вам, хуманите срца на нашата земја. Секој што може, со што може, нека помогне. За Наташа, за Димитар и за Антонио. За една мајка што се бори не само за својот живот, туку и за еднината на своите деца. Заедно можеме да го направиме нивниот свет подобар. Со срце на дланка, секое добро дело се претвора во нова надеж. Далибор Ѓорѓевски е мојот денешен гостин кој што доаѓа од Тетово и кој што навистина можам јас лично да му симнам капа бидејќи помага и е со огромно срце кон сите луѓе во нашава земја. Добре ни дојде во студиото. Добре, најдов. И верувам дека хуманоста и низ во семејството, низ годините се пронижувала додека да дојде до овој степен да ти да почнеш да помагаш? Па на некој начин да, но се започна од кога гледав вашата емисија со првата хумана акција во Секулица што беше со девојчето Кети. Да, и тогаш се потикна во мене за да почнам на некој начин да помагам. Таа приказна некако допре до мене и од тогаш почнав да помагам така. Не сам со своји пријатели, да, и дојдов искрено до големи успеси и стварно многу помогнавме. Сигурно акцијата и сето она логистичкото понатаму е токму преку твоите 10 прсти и твојата анализа на теренот и слично. Да, искрено многу вложив труд и прибидејќи ме допре историјата и затоа и толку се ангажирав за да помогнам и цело време бев буквално на терен за да тоа што побрзо се реализира и вие сте сведок на тоа. Така. Вие не сте, не работите, немате хуманитарна организација и слично, но имате примерна професија, повторно помагате на народот, но тоа ви е она работа како пожарникар во Тетово, така? Јас сум запослен во рафинеријата Охта, Скопје. Да, работам како пожарникар и сакам да ги поздравам сите колеги од Охта. Таму сум веќе 6 години и си работам професионално работа. Сигурно во сите овие хумани акции имате поддршки од колегите? Да, имав вашата хумана акција? Во една акција и они ми помогна. Така да голем поздрав до нив и фала им за се. Во која? Во некоја приказна од Срце на дланка? Тоа беше приказна каде што беше една моја пријателка од Тетово која боледуваше од канцер и собравме средства за да ја помогнеме финансиски. Значи, и пред тоа сте помагале? Да. Пред да ве допрат некои од сториите на Срце на дланка? Па тоа беше тој период, мислам дека беше после сторијата во Штипка и Јовица беше, така? Аха, значи потоа. После тоа, да, после Јовица. Тоа било оваа пролет. Да. 2024. Да. Навистина голема хуманост и јас секогаш кога зборувам со луѓе кои што имаат таква емпатичност во себе, се чувствувам и јас возбудено и како што кажувам, сакам да ја пренесеме таа енергија и на народот што е можно повеќе да бидат хумани, бидејќи понекогаш и не треба многу да се вложи, потребно е само да му се јавите на некој човек, да го исконтактирате, да му дадете поддршка, дека не е сам. Вие токму тоа и го правите. Во Секулица однесовте кревети, однесовте јакни на децата, храна. И тоа, дори велите, ја искршив колата за да се качам на ридот во Секулица. Да, тетовски кажа, не искршив колата додека се качив, викам прв шума. Тоа беше стварно многу лош терен. Многу лош терен беше
мислам дека зима беше, така зима беше. Да, ноември во месец. тој период, да, кога се качувавме нагоре само со џипови, јас со моето возило, кога стигнавме таму стварно се разочарав. Се разочарав како е можно да до толку да е тоа катастрофа. Во 21 век по такви услови да живее човек. Па кога влеговме внатре во просториите, тоа беше стварно страшно затоа што луѓето спиеа на картони, нема кревети. Нема ништо. И тоа 5 луѓе, од кои Да. што веќе нели возрастни И измрзнати, без храна, без никаква потпора од никој. Нешто ветување има, мислам дека од повеќе луѓе, но не се преземаше баш некој голем чекор, знам дека нели имаше акции и од други луѓе. И јас кога стигнав таму им кажав, ова што ќе ви го донирам сега, да, кажете ми друго што ви треба, затоа што ја не знаев што се дешава, многу луѓе се меша и не знаев тачно што ќе треба, ми кажа дека ми е потребно кревети. Обезбедив 3 кревети нови, душеци и со помош на пријател тука од Скопје. Ги однесовме, ги наместивме, ги средивме и тоа беше во ноќни услови, заглавивме со комбе, па не влечеа трактори. Тоа беше стварно Сигурно доста имало интересно. снег, Да, тоа беше само зимата ете, лани. желбата беше голема. Одлично. Желбата беше голема. Нешто посвежо од таа случка е случката односно реновирањето на домот на Јовица Петровиќ, кој што живее во Штипско Карвенци. Да. Тој не беше тука во студиото во Хотел Имак, но вие тогаш не бевте и навистина тој со солзи во очите раскажува за новиот живот, почетокот на нели едно ново поглавје во нивните животи. Не само неговиот, тука се и неговите деца, сопругата која што е болна. Како таму течеше акцијата? Што ве побуди токму на Јовица да му помогнете? Искрен ќе бидам, сторијата ја погледнав. Пробав да соберам средства, во контакт имав неколку пријатели во Америка, што ми се многу блиски пријатели, се знаеме цел живот. Ги контактирав и ми кажав цела ситуација, го пратив видеото за да видат што и како се случува. Викам да помогнеме сите, да собереме средства за да се реализира на некој начин барем основните работи и средства што треба да им се обезбедат. Јас кога отидов таму, бевте и вие, знаете, тоа беше Нема столици каде да не седнат за да снимат. Многу лоши услови. Да. Сменивме прозори, врати, направивме нов тоалет, ламинат, кујни, кревети, маси, столици, буквално беше се сменето беше. Тој се жалеше бидејќи жената не може да, неговата супруга, да работи, тој пиреше на раца. Да. Буквално се обезбедивме. Стварно јас бев, верувајте ми, на секои 2 дена тетово штип. За да бидам тука присутен и што побрзо да се реализира. Јас мислам дека тоа цела куќа изреновирав за 10 дена. Толку траеше акцијата? Мислам дека 10 дена. За 10 дена јас се средив се. Големото, па потоа финесите, нели се... Во првиот ден кога дојдов, во исти ден, значи тоа беше стварно многу добра коинциденција, затоа што човекот што му се јавив за прозори, во моментот имаше прозори не иста димензија, ама слична димензија готови. Вика, имам се на лагер, вика и прозори, и врати, и се. И вика, мајде, одма денеска менуваме. Тоа се вели среќа, да. Нели? И беше баш пријатно. Баш беше пријатно и они, знаеш како срдачно го примија тоа. Кога ме видеа таму, они мислеа, јас им кажувам, викам, вадете се. Они као, ама не, ама каде? Вадевте се, па не имаше многу. Не, они кога почнаа да вадат, им кажав дека у исти ден ќе монтираме и прозори, и врати, дека уште дента ќе биде средено, седночи да не, викам, нема да се плашите, нема да биде отворено, викам, ќе спиете внатре. И кога дојдоа мајсторите, почна да менуваа прозори, и оцо почна да плаче, вика, леле, што се случува. Јовица е премногу емотивен и да. ден денес и навеќе направено знае да пушти сулза. Да, човекот морам да признам ми се јавува нон-стоп на телефон. Секоја недела. Да, ми се јавува нон-стоп да ме праша како сум јас, како ми е фамилијата редовно. Вечно ќе ви бидат благодарни. Може би тоа е и награда за хуманоста на еден човек. Па знаете, кога е некој во тешка толку ситуација и малку да му пружи, што е за него многу. Јас постојано преку емисијата изминативе години добивам благослови
за себе и за фамилијата, за хуманоста и хуманата работа што ја правиме преку емисијата. Верувам дека ето и во вашиот случај ќе биде така. Направивте две семејства да живеат посрекно, барем до сега, но верувам дека и понатаму ќе се работуваме. Па јас имам желба да помогнеме. Колку можам сум во контакт со луѓе што живеат во странство, затоа што најголемата помош може да добиеме, да кажем, од луѓе што живеат надвор. Затоа што тука луѓето малку се стегнати? Постегнати се, знаете како е тука, а од надвор имаат некоја носталгија и помагаат. Емоциите ги надвладуваат и... Така е. Некој кога нема и кога малку ќе има повеќе, сака да даде на тој што нема. Знае какво е тоа чувство. И повикувам сите да помогнат кој може да помогне, затоа што тоа е еден голем гест и тоа е тоа. Како можеш ли да ни опишеш еден ден како се будиш? Тоа е посебно чувство. После помошта? Тој што ќе го направи, тоа ќе го осети. Јас да му кажам дека тоа некој чувство не може да му долува моментот. Сигурно малку е нервозно кога се работи на терен, па дали ќе стигне материјалот, па мајсторите и слично. Знаете како е, тоа е многу интересно. Мајсторите, еве тука сме, не сме тука, доаѓаме, не доаѓаме, фали материјал, ти си од Тетово, не можеш да организираш некој Штип да донесе материјал, пали школа од Тетово, одиш до Штип, носиш материјал. Тоа беше стварно доста интересно, мене ми беше искрено забавно. Зашто го правев со душа, со срце.